Кичевските училишта откако останаа без грејење од вчера им е исклучена и струјата. За новонастанатата состојба во живо од Кичево ја вклучуваме Мирјана Давидовска. Мирјана, ова е дополнителен проблем за децата кои чина ми натаму не одат во училиште. Повеќе од 12 работни дена тино учениците од 3 основни училишта од општина Кичево веќе не посетуваат настава. Од синоќа се јави нов проблем, односно проблем со електричната енергија. Покрај студот, сега тие се соочуваат и со проблем во кој што во училиштата нема ниту светлина, ниту струја. Гости во ова јавување во живо мои гости се советници од општината Кичево. Најпрво разговараме со советникот од ВМРО ДПМН, господинот Дејан Пандилевски. Во каква состојба се наоѓаат основните училишта во кои што знаеме дека повеќе од 3 недели учениците не се пуштени од страна на родителите во училиште? Вака, значи, основните училишта, доктор Владимир Полежиновски и Кузма Јосифовски Питу, повеќе од 13 дена нема настава во овие училишта, нема грејење, а од вчера има нов настанат проблем, се исклучени од електричната мрежа. Советничката група Кичевчани за Кичево има сознание дека од страна на Министерството за образование на Република Македонија до општина Кичево се редовно исплаќање блок дотации, но тие блок дотации не се рамномерно распределувани, што е дојдено до колапс во образованието во Кичево. Така, нашите сознанија кажуваат дека проблемот е настанат поради преголемата превработеност во основните училишта во северниот дел на општина Кичево. Поради таа преголема вработеност, овие основни училишта моментално немаат нафта за грејење и немаат електрична енергија. Гостин во јавувањето е и советникот од советничката група Кичевчани за Кичево од СДСМ, Чедомир Арсовски. Кога за последен пат имавте седница на совет и што побаравте од градоначалникот за оваа состојба? На 30 октомври се одржа последната седница на Советот на општина Кичево, на која што коалицијата Кичевчани за Кичево побара да се метне точка и да се даде информација по настанатата состојба со училиштата во град Кичево и околината, на која што мисля по неколку паузи и чекања дојде од представникот на администрацијата за да даде информација дека се наоѓаме во критична состојба, дека се при крај резервите со гориво за грејење и дека се има долгови за струја, за кое што и денеска ве дојде до исклучување на струјата. Значи ни се случува тоа што и СДСМ на централно ниво повеќе пати предупредува дека по школите веќе имаме неколку места критична ситуација каде што не ни одат децата на настава. Се надеваме дека ќе се најде решение и на централно ниво. Од градоначалникот немавме конкретна информација. Значи не добивме нешто што би ни кажало како ќе се тоа ќе се преземе, освен во изјавата што ја пратевме на медиумите дека ќе побарат од владата да интервенира со резервите. Побаравте ли свикување на нова седница каде што ќе прашате докаде е решението за овој проблем и колку ученици останаа во своите домови и не може да го остварат своето основно право на образование? Како што кажа и колегата Чедомир Арсовски, после една ден од настанатиот проблем со грејењето, ние имавме редовна седница на Советот на општина Кичево. На истата седница, како координатор јас на коалицијата Кичевчани за Кичево, побаравме информација од страна на претседавачот на општина Кичево, беше повикан представник од администрацијата, од секторот за образование, но ние, како коалиција Кичевчани за Кичево, немаме добиено никаков конкретен одговор. Што, како и кога ќе се реши проблемот од страна на општина Кичево. Исто така, бевме информирани на седницата на Совет на општина Кичево, дека пред иста ваква криза се наоѓаат и Мирко Милевски и Дрита, кои што се средни училишта, во кои што исто така изучуваат над 2600 ученици, каде што учат над 2600 ученици. Од вчера исто така и во основното училиште Санде Штериовски е исклучено од електричната мрежа, каде што исто така изучуваат над 1300 ученици.
Блокираните сметки се голема грижа и за родителите кои што покрена иницијатива да не ги пуштат своите деца, односно учениците на настава, се додека не се обезбедат потребните услови. Гостин во овие вести е Ангелина Стефановска, член на Советот на родителите. Дали вие имавте можност да се сретнете со градоначалникот во општината и да прашате до каде, односно каде е решението за овој проблем? Да, имавме можност, се сретнавме, не прими, не ни даде одговор дали ќе се реши проблемот, едино што кажа дека ќе побара помош од владата. Значи не гледаме спас во тоа, едина помош најверојатно ни е владата, ако се случи сето тоа, доколку не се случи, децата нема да одат на училиште. Загрижени сме за здравствената состојба, пред се. Правото на образование им е прекинато. Најосновно нешто е да бидат во топла просторија, да бидат здравствено обезбедени, да не се разболуваат, а после тоа тие да можат нормално да функционираат и да ја следат наставата. Благодарам за гостувањето во слична ваква